А на отворено бегаат од горештините оние тројца, повеќе двајцата, кои што се помлади и кои што се во нашето студио денеска, тоа се триатлонците. Добро утро за сите тројца, тренерот Данчо Георгиевски, Сергеј Маљановски Арнаудовски надпреварувач или триатлонец и Марио Брезовски исто така надпреварувач триатлонец. Добре ни дојдовте во студиото на емисијата Македонија на утро. Добре наутро. Фала на покана. Да, расположени сте ова утро. Тренинзите ви се рано наутро. Кога тренирате? Кога се снаоѓате? 3 спорта практикувате: пливање, трчање, возење велосипед? Па да, обично или имаме 1 или 2 тренинга во денот. Пливањето го имаме најчесто, најмногу тренинзи, после трчањето и точакот. Ви почнува денот со тренинзите или чекате во поодминатата фаза од денот да почнете да го активирате организмот? Па покасно во останатиот дел од денот. Сега може би се распустот ќе ни бидат порано, но додека имавме школа секогаш ни беа после пладне. Тоа беше и следното прашање за Марио. Марио, како се снаоѓаш со врските на училиште и со тренинзите, бидејќи ова е спорт кој што не е баш едноставен, мултидисциплинарен е? Епа, сега триатлонот јас го разбирам сериозно и тоа значи дека тренирам, мора сум фокусиран, но не смеам да го оставам школата на страна, секако и тоа е битно. И учиме сега кога ќе најдеме време, например, после 2 тренинзи, ќе останат околу саат или 2, па ќе направиш домашна или било која обврска треба да ја завршиш дома. Кога има време учиме, имаме час или 2 по 2 тренинга, констатацијата кажува се колку овие деца го сакаат спортот. Немојте да го заборавате училиштето. Училиштето е основа во животот. Училиштето е на примарно место, би требало да биде за секој млад човек. Колку се овие две деца, Данчо, успешни досега во нивните кратки детски кариери, ке кажеме, колку потенцијал има во нив за овој спорт? Па, не би рекол баш кратка кариера, Марија во спортот веќе 6-7 години. Така да... Кратка на врв, да, кажеме, оние на 5-6-7 години што се надпреварувањата се воведни. Да, али добро, баш за него и некако од старт беше сериозен. Како цело тие се на генерација 2009-2010, што е уствари кандидат за младинска олимпијада 2026 у Дакар. Освен нив има уште 3-4 деца, иста генерација. Боби, Јосиф, Бистра тука, што се надежни стварно, се доволно долго у спортот, сега доаѓа до пливање, што исто така е убаво за триатлонот, пошто на нивна возраст пливањето го сочинува, да речеме, корот на триатлонот. И така како генерација имаме некоја посериозна цел да пробаме да оствариме настап на младинска олимпијада и секако до година не чека кадетското првенство европско во триатлон, што е прв посериозен тест за нив. Во студиото имаме две момчиња, меѓутоа овој спорт не е ограничен. Пливање, велосипед и трчање не е ограничен родово полово, туку едноставно може и девојчињата да го практикуваат и во поновно време се повеќе има надпреварувачки. Познавам јас некои од повозрастните кои што се надпреваруваат, меѓутоа како е во помладите категории? На моја голема жалост, пошто јас имам 2 ќерки што се триатлонки, не можам да најдам зошто. Препоставам мајките и кажувам јас како најголема причина, може да грешам, да не ми замерат, што многу е мал односот на женски триатлонки кај нас. Еве да кажеме, нивова генерација што се, ако се 6 добри мачки, едва и правиме 2 девојчиња. Кога идеме на Хрватска лига, ако има 36 надпреварувачи у мачка категорија, има 38 у женски. 1 или 2 секогаш се плюс. Што по запад е поизразено пак женски бе. Го рачунат по елегантен спорт, спорт што има 3 дисциплини, неконтактен спорт. Кај нас пак ќе кажам, не можам да најдам зошто, но го имам тој проблем дека фалат женски деца. Ајде да го разбиеме стереотипот, да се обидеме барем, да им доловиме на гледачите, на родителите и на потенцијалните триатлонци, што всушност представува триатлонот. Кои се дисциплините, како се изедуваат и што придонесуваат за телото на надпреварувачите и за севкупното здравје. Знаеме дека спортот со себе носи пред се здравје. Значи, веројатно стравот кај родителите, кај пак и кажам мајките,
пошто женски деца така тука некоја конекција, е што има 3 спортова, што не е еден спорт, туку нели пливање, велосипед и трчање. Бројот на тренинзи, кај нас бројот на тренинзи е поголем, дека секој спорт треба да се тренира. Значи ако некој дете почне да игра баскет, кошарка, тренира 2 пати неделно. Кај нас тие што почнуваат да тренираат 5 пати неделно. Но не значи дека секој спорт не секој тренинг е дека ние се убиваме. Убавината на триатлонот е што сите 3 спорта се базични спорти. Ние кога имаат децата, мали деца трчат, не трчаат тие дистанца, тие учат да трчаат, учат да одат, работат биометрија, се развиваат правилно. Телата добиваат прав изглед. Да чекорат, да газат правилно со нозете. Кога ние тренираме велосипед, ние не значи кога идеме до Велес се враќаме, учат да возат велосипед, да се снаоѓаат, да се вешти, да утре детето ќе опуштиш од дома, не знам, до центар со точак, ќе знаеш дека детето знае да вози велосипед, знае се да се снајде, знае ако искочи кола, како изреагира, пошто го тренирал тоа. Значи, самиот спорт е многу користен за развој на детето. Значи, кога ќе дое дете на 6-7 години, ние го развиваме детето. Не е на камчик детето дека треба не знам колку да извози. Или да исплива. Исто. Значи, бенефит детето да знае да плива, дека нема да се удари. Дека си рад, киеш што одмор можеш пиво да пиеш. Да си расположен. Да си расположен. Да помине одморот така како што треба. Значи, гледате родители ќе идам на дека се дере некој цело време на детето. Не иди далеку. Значи, овој спорт буквално сите 3, да речеме, кор битни дисциплини ги развива за едно дете да се развива како треба, без разлика дали ќе стане триатлонец кон нив и ќе се напреварува и ќе му успеси. И на 10-12 години тоа дете да излезе од спортот, ќе знаеш дека детето се развива како треба, знае да оди, знае да трча, знае да вози точак, знае да плива. Сергеј, релативно кратко си во триатлонот, велиме релативно, бидејќи си на таа некоја возраст до 15 на години, кога децата се уште се бараат себе, кога децата се уште пробуваат, се обидуваат во еден спорт, во друг спорт, во трет спорт, ти спои 3 спорта во едно, па кажи ми пливање, па потоа велосипед, трчање, како се снаоѓаш во сите овие 3 дисциплини? Па, за сега се снаоѓам добро, но кога почнав имав потешкотија кај велосипедот, не бев со најбрзите, не бев со најдобрите, но еве како почнав да тренирам повеќе, еве сега сум со подобрите, со побрзите, со пливањето не сум имал никогаш проблем. Трчањето сум бил тука со нив, брзо се вклучив. Добро, трчањето е основната моторичка способност и активност на човекот. Кажи ми, од овие 3 дисциплини ќе ги кажеме, иако тие сами по себе се спортови, меѓутоа во триатлонот се дисциплини, која е најтешка? Има ли најтешка? Или зависи која кога доаѓа? Па која кога доаѓа. Така. Затоа што пливањето, кога почнуваш со пливањето, не ти е толку тешко на почетокот, како завршува пливањето, веќе си поизморен, па ќе дојде велосипедот, тука уште толку ќе се измориш и веќе кога доаѓа трчањето, треба уште толку колку што си се изморил на точекот и пливањето да го дадеш тоа што секој го има, но не е лесно да го изведе, да го направи. Добро, затоа само еден е победник, другите се втори и трета пласирани. Марио, велиш, односно твојот тренер кажа, ти кажа дека си сериозно заинтересиран и посветен на триатлонот, твојот тренер кажа дека подолго време, половината од твојот досегашен век ја имаш поминато во овој спорт. Што за тебе представува најтежок елемент или најголем проблем, да кажеме, ако воопшто има такво нешто во овие 3 дисциплини? Па, сега вака за мене нема некој голем проблем во триатлонот, си го тренирам како спорт, го обожавам спортот и најбитно е да го сакаш спортот и да го тренираш заради тоа. Но, еве, на пример, може да го ставиме проблем, сега ја имам голема ментална борба со стравот и додека, на пример, си на точак, треба да не се плашиш, бидејќи ако се плашиш, не можеш да изведеш она што ти е потребно за да бидеш поперфектен во тој спорт.
Добро, се плашиш од возење велосипед, Не, а не се плашиш не, да има- пливаш и да трчаш каде што е Не, потешко. извинете. Се шегувам, се разбира. Да, него има елементи во, например, возењето точак, каде што треба да свртиш кривина и да си под доволно добар агол, за да искористиш сила за да продолжиш брзо да возиш и да не изгубиш брзина. И тоа се така елементи во спортот каде што мора да не се плашиш за да го изработиш тоа што си го тренирал по перфектно од како што Со доза на ризик. Да, Да, со еве доза ти на сега совет од мене, од повозрасен човек. Колку години имаш? 12. 12, јас имам 45 во ноември, здраве Боже. За да возиш подобро велосипед, треба да учиш геометрија и треба да учиш физика. Физика се уште не е наред, меѓутоа геометријата ќе си дојде, сега си седмо оделение од Седмо септември, се. така? Од септември, јас имам девојче, 13. Не, во септември сум 8. 8 ќе бидеш? Да. Па значи 7 заврши. Да. Така, па добро, геометрија учевте во оваа година на училиште? Сме не? учеле, да. Сте учеле? Да. Летоска повтори. Ќе ти биде полесно да ги совладаш кривините. Какви се можностите, перформансите и резултатите што на оваа возраст овие деца кај нас, нашите, ги даваат во споредба со оние деца на нивна возраст каде што одите на меѓународни надпревари? Сега за сега се, да кажеме, многу добри, одлични. Прошлиот викенд бевме на државно првенство на Србија, каде што Марио победи, Сергеј беше болен, не можеше да дојде. Исто така и Сергеј и Марио се прваци на Хрватска, пошто учесуваме у Хрватска лига. Така да споредно со регионот сме повеќе од добри. Лошо е кажеш така ли, у најмала река конкурентни. Проблемот настанува што за 2 години, што за 3 години. Кога треба да дојде системот на надпревари? Да, кога доаѓа Тоа е следното прашање. Каков е системот кај нас? Колку му дава на еден спортист можност да се развие? Системот сам по себе, тоа не е научна фантастика, ако видите колку македонци имаме на Олимпијада, колку од нив има норма, ти кажува дека многу сме назад не према западот, према Србија или се околу. Освен текфондо, што имавме сребрен медал, друго е све кај нас далеку се да се учесува. Така да не толку разглабам, систем има ако сакаш да го има. Ако имаш луѓе што го сакаат ова, ентузијасти пред се, не збориме за пари за таква работа, може да развиеш систем, може да направиш до некој ниво спорт. Па добро, колку средства, реквизитите се скапи, велосипедите, тренинзите, може, меѓутоа колку средства треба за да се организира еден надпревар? Природата, која што е Ние дадена. организираме надпревар во Скопје, секој мај, 14 мај имаме надпревар во Скопје. Буџетот на трката е околу 20.000 евра. За колку надпреварувачи? За 280 имаме. Како да, така е, природата е надвор, ама пример ние треба да затвориме Линденска, булеварот. Тука имаш стапка полиција, сообраќајен план, треба да откупиш базенот, треба да откупиш паркингот, треба да го закупиш целиот онај простор околу. Па добро, нема ли некој бенефит како тоа е државно надпреварување под државна капа под Има помош, не, од Интерес сите на помагаат тука. општеството. Агенција на млади спорт помага, федерацијата, фирми, се уште кажувам ентузијасти, општествено одговорни компании, така затоа е можен надпреваров и е можеби на Балканот и најубавиот надпревар, пошто имаме од 280 имаме 150 странци кои стварно живеат надпревар, пример надпревар у главен град, што многу е ретко, секој бега некаде у Дојран да кажеме кај што нема. И ој дава посебна драж. Така да захтевен е спортот кај родителите повеќе во име на финанси за припреми. Пошто ние не може возиме точак у зима у Скопје. Не може ништо да правиш у Скопје, а не може да трчаш. Базен кај нас работи, не работи. Никој не гарантира имаш еден базен. Дека ќе работи колку стази ги дадат за тој базен. И се ако се тоа ако го немаш, треба да го обезбедиш. Да го обезбедиш треба пари. Пари да ги дадат родителите. Така да се сведува на ентузијастите и на оние кои што се точно така. влюбеници во овој Да спорт. на крајот на денот пак ќе кажам како родител на триатлонци, тоа го пресна за твоето дете. Инвестираш не да стане можда светски парвак или дека ќе живее може спортов, можда некои од нив ќе живеат. Во основа инвестираш во нивото здравје, во тоа дека ќе станат подобри луѓе, дека тоа ќе им помогне натаму во професионален живот можда.